Кратки најави за денешните настани. Расте бројот на лица со ретки болести. Само во Охридско-Струшкиот регион се откриени 110 различни ретки дијагнози. Предлог законот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион на јавна расправа. Реконструирана кујната во централниот објект на градинката Јасна Ристеска во Охрид. Српската заедница од Охрид утре традиционално ќе го одбележи празникот Свети Сава. Македонските пратеници го донесоа новиот закон за употреба на македонскиот јазик. Дневникот започнува веднаш по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и максимална дневна температура од 7 степени. Во текот на ноќта петок кон сабота ќе преовладува умерено облачно, ветровито и студено време. Во сабота над Централна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од континентот ќе услови стабилно време со сончеви периоди и потопло, со пораст на дневните температури. Локално во североисточните, источните и југоисточните предели со слаби врнежи од дожд и снег и ветровито време. На Балканскиот полуостров ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и свежа. Во северните и источните предели зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 4 до 14 степени. Во Македонија во сабота во раните утрински часови во северните, североисточните и источните предели со сосема слаби врнежи од дожд и снег и студено време. Во предпладневните часови врнежите ќе престанат и ќе следува намалување на облачноста. Ќе преовладува претежно сончево со појава на локална облачност, ветровито и свежо време. Ќе дува засилен северен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 40 км на час. Минималните температури од -7 до 2 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат до 5, односно до 13 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува претежно сончево со појава на локална облачност и свежо време. Минималната температура од -3 степени, додека пак дневната температура ќе достигне до 7 степени. Во Охрид во недела и понеделник ќе преовладува умерена облачност со сончеви периоди, ветровито и студено време. Минималната температура ќе се движи од -2 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 4 степени. Во вторник ледено утро со утринска температура од -6 степени. Во текот на денот претежно сончево со појава на локална облачност и свежо време. Максималната дневна температура ќе достигне до 5 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од марка.
Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Свис Кроно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Расте бројот на лица со ретки болести. Секојдневно во државава се откриваат и ултраретки заболувања. Само во Охридско-Струшкиот регион откриени се 110 различни ретки дијагнози. Ова го покажува истражувањето на Сдруженијето Ретко е да си редок во соработка со огромен број доктори за потребата на националната кампања ги запознаваме ретките болести, чија 6-та сезона ќе стартува на 1 февруари. Расте бројот на лица со ретки заболувања. Она што загрижува е што во нашата држава секојдневно се откриваат и нови ултраретки дијагнози, вели претседателката на Сдруженијето Ретко е да си редок Гордана Лолеска. Тоа го забележале од Сдруженијето при истражувањата во Охридско-Струшкиот регион за подготовка на новата 6-та сезона на националната кампања Ги запознаваме ретките болести, која ќе стартува на 1 февруари. Како Сдружение од Охрид вршевме истражувања колку имаме различни ретки дијагнози во Охридско-Струшкиот регион и стигнавме до една поразителна бројка од 110 различни ретки дијагнози, кои што благодарение на добрата соработка која што имаме со докторите од клиниките од Скопје ги обработивме и ќе бидат објавувани во натамошниот период. Родителите заедно со доктори генетичари испраќаат генетски материјали во лаборатории на секаде низ светот. Доколку се изоди макотрпниот пат до поставување дијагноза, следува справување со секојдневието, контроли, посети на болници и потешкоти во пристап до одредена терапија. Тендерските постапки за набавка на потребните медикаменти години наназад доцнат и траат долго, велат од Сдруженијето Ретко е да си редок. Години наназад веќе каснат тендерите и тендерските постапки за набавка за лекови за ретки болести. Тоа може да значи загрозување на човечките животи, на пациентите кои што страдаат токму од овие ретки болести. Како здружение, мислиме дека ова е веќе тенденциозно и дефинитивно страшно што се дешава, бидејќи кај некои пациенти ова може да значи загуба на орган или пак влошување многу на целата здравствена состојба доколку не биде примен лекот на време. Благодарение на контактите кои ги имаат самите пациенти, често се случува меѓусебно да се помагаат и да ги делат лековите додека државата не ја обезбеди потребната терапија, посочува Лолеска. Додава дека за пофалба е што Министерството за здравство од минатата година воведе 6 нови лекови за 16 пациенти со различни ретки болести. Според официјалните податоци од Министерството, заклучно со 31 декември 2023, во официјалниот регистар на ретки болести во Македонија се запишани 80
832 пациенти со околу 140 ретки диагнози. Кампањата за запознавање со ретките болести е од информативно-едукативен карактер и на неа работеа над 60 професори и доктори од Клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје, како и докторите од Охридската и Струшката општа болница, специјализираната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразма од Охрид, специјализираната болница за кардиоваскуларни заболувања Свети Стефан од Охрид, како и многу приватни ординации од Охрид и Струга. Истражувањата во рамки на кампањата ќе ни помогнат да изработиме база на податоци која ќе ни послужи за планирање на следни активности во интерес на лицата со ретки болести, како и поврзување на семејствата и размена на искуства, велат од Сдруженијето Ретко е да си редок. Предлог законот за управување со природно и културно наследство на Охридскиот регион на јавна дискусија. Министерството за култура известува дека изработен е предлог законот за управување со природно и културно наследство на Охридскиот регион. Забелешки, мислења и предлози на предлог законот може да се доставуваат до 10 февруари 2024 година. Јавната расправа за предлог законот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион ќе се одржи на 7 февруари во 11 часот во Националната и Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски во Скопје, информираат од Министерството за култура. Реконструирана кујната во централниот објект на детската градинка Јасна Ристеска во Охрид. Во рамки на развојната програма за капитални инвестиции на општина Охрид во областа на детска заштита, во текот на 2023 година се изврши комплетна реконструкција на кујната во јавната образовна установа детска градинка Јасна Ристеска Охрид, објект Централна градинка. Тука се приготвува храната за сите објекти од детската градинка, а потоа се дистрибуира до нив и години наназад неопходна беше нејзината реконструкција, вели градоначалникот Пецаков. За таа цел реконструирана е електричната и водоводната мрежа, превземени се градежни зафати за комплетно уредување на просторот во кујната, набавен е нов аспиратор и современ систем за вентилација, појачана е и моќноста на електричната мрежа во целиот објект, со што се исполнети сите неопходни стандарди кои треба да ги задоволува кујната во детската градинка. Заедничката инвестиција во овој проект на општина Охрид и градинката Јасна Ристеска изнесуваше околу 3 милиони и 300.000 денари, информира градоначалникот. Реакција на платформата за родова еднаквост, солидарност со негователките од Струга. Организациите кои се дел од платформата за родова еднаквост изразуваат силна загриженост за случувањата во општина Струга, каде што негувателките работат со договор на дело за надомест кој е 2 пати помал од минималната плата, а речиси 4 пати помал од официјалната просечна плата за декември 2023 година. Дополнително, скандалозен е и фактот дека им се заканува уште поголемо намалување за надоместот и од нив се очекува да работат за 5.000 денари месечно, стои во реакцијата. Договорот на дело значи дека овие работнички немаат платени придонеси, немаат здравствено осигурување, а се изложени и на ризик од сиромаштија во иднина, бидејќи нема да остварат право на пензија. Дополнително, надоместот 5.000 и 10.000 денари е премал ако се земе предвид фактот дека минималната синдикална кошничка за декември изнесуваше над 56.000 денари. Заканата за затворање на градинка треба да ни послужи како повик за будење и да не поттикне заедно и гневно да застанеме и да побараме почит, признавање и пред се соодветна парична компензација за трудот што овие жени го вложуваат во растење на генерациите кои се иднината на нашата заедница. Грижа за добросостојбата и финансиската безбедност на работничките во градинките не е само прашање на правда, туку и клучен чекор кон постигнување родова еднаквост, се вели во дел од реакцијата на платформата за родова еднаквост. Српската заедница од Охрид утре традиционално ќе го одбележи празникот Свети Сава. Прославата ќе се одржи по 17-ти пат со литургија, богата музичка програма и традиционална трпеза. Свети Сава е национален празник на српската заедница. Се смета за заштитник на училиштата, наставниците и учениците. По 17-ти пат утре во Охрид ќе се одбележи празникот Свети Сава во организација на Српското здружение Коштана од Охрид со поддршка на почесниот конзул на Република Србија Михајло Филев. Традиционално и годинава ќе се прослави празникот. Со свештеник ќе биде одржана свечена литургија, ќе се врти лепче, богата музика и српско-македонска трпеза.
Ние како Српско-македонско здружение Коштана во Охрид традиционално го одржуваме по 17 пат во Охрид. Иначе традиционално се одржува со литургија во присуство на свештено лице и свечен ручек. Гости во суштина никогаш не се броени, пошто ние го прославуваме како слава на здруженијето, така да сите што се срби по порекло или по присуство од било кого по маж или по жена, и сите пријатели се добре дојдени на славата Свети Сава. Свети Сава е национален празник на српската заедница. Тој бил првиот српски архиепископ, влијателен дипломат, а СПЦ го слави како свој основач. Името и делото на овој голем просветител на српскиот народ со децении се слави и во земјава. Свети Сава се смета за заштитник на училиштата, наставниците и учениците. За секоја слава традицијата е колач од пшеница и што дал Господ за свечен ручек. Па ние сме братски народи, секако дека сме измешани по секакви основи, така да во суштина, ако е мрсно, најтрадиционално е прасето, а све друго е како за секоја слава. Да, од прошла година ни се вклучува и тој како спонзор во организацијата и особено чест и задоволство ние што имаме и таков човек во нашиот град. Српската заедница од Охрид брои околу 450 до 500 граѓани. Сите кои сакаат да бидат дел од утрешното одбележување на празникот може да се пријават во здруженијето Коштана. Без против и без воздржани гласови, сите 96 присутни пратеници на денешната 139-та седница на влада гласаа за новиот закон за употреба на македонскиот јазик, кој што ќе го замени досегашниот од 1998 година. Законот пропишува задолжително лекторирање на сите материјали со објавување на името на лекторот, задолжително вработување на лектори на сите јавни институции и органи на власта во државни институции, училишта, издавачки куќи и медиуми. Задолжително ќе се лекторираат меѓународните договори ратификувани во согласно со Уставот, публикациите и учебниците што се издаваат на македонски јазик, магистерските и докторските трудови што се напишани на македонски јазик, како и тие што се преведуваат на македонски јазик од други јазици. Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска во своето излагање рече дека новиот закон дава правна основа за да се донесе национална стратегија за македонскиот јазик. Продолжување на рокот за поднесување ДДВ пријави за даночни обврзници и надградба на електронскиот систем за е-даноци. Управата за јавни приходи ги информира даночните обврзници и корисниците на електронските услуги на системот е-персонален данок дека врши надградба на системот е-ПДД. Поради тоа, системот е-ПДД ќе биде во прекин почнувајќи од денес, 26 јануари 2024 година од 16 часот. Интервенцијата ќе се извршува за време на предстојниот викенд, а по завршувањето на активностите УЈП навремено ќе информира. Ја известуваат јавноста дека поради овој процес за надградба на системот можни се и прекини во работењето на апликацијата Мој ДДВ. Од УЈП ги замолуваат даночните обврзници и корисниците на услугите на Управата за јавни приходи да имаат разбирање додека трае надградбата на системот, бидејќи истата ќе овозможи поквалитетни услуги за крајните корисници. Поради вршење на оваа надградба и отежното пријавување на даночните пријави преку системот е-даноци, рокот за поднесување на пријавата ДДВ 04 се продолжува заклучно со понеделник 29 јануари 2024 година, информираат од УЈП. Од блокирањето на сметката на општина Охрид, финансиската состојба на јавните предпријатија, предизборни партиски вработувања, капитални проекти и УНЕСКО статусот на Охрид се прашањата на кои своите ставови ќе ги изнесат Живка Ангеловска, координатор на советничката група на СДСМ во градскиот совет и секретарот на општина Охрид Александар Китески. Не пропуштајте го новото издание на емисијата Прашалник со Сонја Рилковска, кој следува веднаш по завршувањето на првиот дневник на ТВМ. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот.
Се урнал покривот на историска црква во центарот на Нов Лондон во американската сојузна држава Конектикат. Црквата била изградена во 1850 година. Полицијата соопштила дека во инцидентот нема повредени, истрагата е во тек и работат на утврдување на причините за колапсот. Официјални лица на социјалните мрежи споделија фотографии и видеа од она што останало од првата конгрегацијска црква. На фотографиите и видеата се гледа дека огромен дел од покривот целосно се урнал. Полициската управа на Нов Лондон ги предупредила луѓето да се држат подалеку од центарот на градот поради урнатата зграда. Во автобуска несреќа на северот на Турција загинале 6, а повредени се повеќе од 30 лица, меѓу кои 3 потешко. Меѓуградскиот автобус кој сообраќал помеѓу Истанбул и Синоп се превртел на автопатот откако најверојатно возачот изгубил контрола над возилото поради снегот или згавиот коловоз. Министерот за полиција ги повика возачите поради временските услови да бидат внимателни и да се придржуваат и да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Турските медиуми јавуваат дека меѓу загинатите нема странски државјани. И Ердоган даде зелено светло за кандидатурата на Шведска за членство во НАТО. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган ја потпиша ратификацијата за влез на Шведска во НАТО алијансата, откако во вторникот со мнозинство гласови за беше усвоена од парламентот. Истата денес е објавена во службениот вестник на Турција. Ердоган ја поврза шведската ратификација за членство во НАТО со одобрувањето од страна на Конгресот на САД за барањето на Турција за купување на 40 нови борбени авиони F-16 и сет за модернизација на постојната турска флота. Една година Турција го одлагаше одобрувањето за влез на Шведска во Северноатлантската алијанса, оптужувајќи ја дека премногу е попустлива кон организациите кои Анкара ги сметаше за безбедносни закани. Унгарија сега е единствениот НАТО сојузник кој треба да го ратификува пристапувањето на Шведска во алијансата, пренесува Associated Press. Меѓународниот суд на правдата ја соопшти својата одлука за барањата за привремени мерки во тужбата поднесена од Јужноафриканската република против Израел. Председавачката судијка Џоан Донахју рекла дека не може да го исполни барањето на Израел за целосно отфрлање на случајот. Истакнала дека Јужноафриканската република има право да започне процес, а потоа почнала да образложува дали некоја од 9 мерки што ги побарала Јужна Африка е оправдана. Таа рекла дека обемот на актуелниот случај е ограничен бидејќи и Јужна Африка и Израел се потписнички на Конвенцијата за геноцид, пренесува BBC. Говорејќи за хуманитарната состојба во појасот Газа, Донахју го цитирала координаторот на Обединетите нации Мартин Грифитс, кој рече дека Газа стана место на смрт и очај. Таа наведе дека во Газа 1,7 милиони луѓе се раселени и дека оваа енклава стана ненаселива. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.